на пандемијата и исклучително топлата зима ги натераа граѓаните се повеќе да бидат во природа. Најчесто ги посетуваат планинските места каде што се изолираат и забораваат на вирусот, но нивното присуство по планините го зголемува бројот на несреќи. Токму затоа во оваа емисија Прашалник ќе разговараме со Антонио Додевски од Планинската спасителна служба. Добро вечер, Антонио, добре ни дојдовте во емисијата Прашалник, ви благодариме што издвоивте време. Добро вечер, јас ви благодарам на поканата. Ќе започнеме со она што се случи пред неколку денови, чинаменна недела. Имавте во еден ден 2 интервенции, спасивте повредено момче на плажата Лабино, но она што исто така предизвика многу реакции во јавноста е што помогнавте при спасување на домашно милениче мачка во Љубаништа. Ајде малку околу овие последни настани, ако може. Да, значи, она што е специфично беше токму тоа што ние за прв пат откако делуваме, а делуваме веќе од 2002 скоро 18-19 години на овој регион, за прв пат имавме 2 повици во еден ден. Нормално едниот, како што кажавте, едниот повик беше за спасување на повреден човек, она што е примарна наша дејност. Другиот повик беше за спасување на домашно милениче. Нас, искрено да ви кажам, и мене лично и целата екипа многу не зачуди големиот интерес на јавноста токму за оваа интервенција на домашно милениче. Ние во секој случај досега никогаш не сме одбиле граѓани кога ќе се јават дека имаат проблем, бидејќи во суштина спасувањето не е само на оној кој е повреден, туку и на неговите блиски. Односно, со нашата дејност ние им помагаме не само на оние луѓе кои се во неволја директно, туку нивните блиски кои што претрпуваат емотивен стрес. Затоа ние не одбиваме делување и сме делувале овој пат, значи конкретно спасувањето на миленичето значеше многу за смирението и емотивниот стрес за сопствениците на тоа милениче. Од друга страна сме спасувале, пред 1-2 недели имавме исто така интервенција на вадење од заглавен дрон, значи предмет кој што беше заглавен на исто така на високо дрво, предмет кој што за сопственикот значи обезбедување на екзистенција, бидејќи човекот професионално се занимава со тоа и секако ние не можеме да одбиеме, бидејќи нашата мисија основна е да им помагаме на луѓето. И токму затоа малку и не зачуди преголемиот интерес на јавноста за спасувањето на домашното милениче, бидејќи нашата основна дејност е да ги спасуваме човечки животи, но да ја ублажиме и страдањето, барем емотивно, на најблиските на оние кои што се повредени. Колку планинари, колку обучени интернационални спасители брои денес вашата служба? Спасувањето на планина е деликатна дејност и не постои во светот стандардизирана сертификација, бидејќи во голем дел од земјите, односно во најголемиот дел од земјите, спасувањето е составен дел од системот за цивилна заштита, кој што на некој начин е во многу земји интегриран и поврзан со Министерството за одбрана и внатрешни работи, кој што се секако работи на една држава и кој што на таков начин не може да постои меѓународна сертификација. Но во светот постои меѓународна, се вика Интернационална комисија за алпско спасување, International Commission for Alpine Rescue. Ова е комисија која е составена и е формирана од сите релевантни спасителни служби од светот, во која ги црпи искуствата од сите земји, од оние, особено оние кои предничат, кои се лидери во оваа сфера, ги собираат искуствата и креираат препораки. Значи, ИКАР е организација која креира препораки и тие препораки за безбедно и правилно изведување на спасителните операции ги спроведува до своите членки. Во нашава држава ние имаме, значи, член, тоа е Сдруженијето за заштита и спасување Асклепи од Скопје, кој е член и кој
во рамки на претходниот проект кој го спроведувавме, вршеше усогласување на овие на нашата служба, на нашите луѓе, вршеше обука за усогласување кон овие меѓународни препораки и примена на истите. Што значи тоа? Тоа значи дека ИКАР како полноправен член има легитимитет да врши усогласување на спасителите со меѓународните препораки. Врз основа на тие препораки на ИКАР, за да еден човек се смета дека е обучен спасител, треба да владее одредени алпинистички вештини со одредена категорија кои што се пропишани. Значи тоа не е строг стандард, тоа не е сертифицирање на спасителот, меѓутоа е препорака спасителот да ги почитува. Во таа категорија ние во моментов располагаме со 16 спасители кои ги исполнуваат овие критериуми за техничко спасување, бидејќи во ИКАР самата организација е поделена во 4 комисии. Таму, значи, комисиите работат, едната е комисија за терестријално, односно земјено, копнено спасување, спасување од воздух со помош на воздухоплов, хеликоптер, лавинско спасување и планинска медицина. Овие 4 комисии работат и развиваат препораки во тие области. Што значи дека во делот на терестријално, односно земјено, копнено спасување, на технички комплициран терен, карпес терен, вертикали, за едно лице да биде соодветно обучено, едуцирано да врши спасување, треба да поседува одредена алпинистичка категорија. Токму поради тоа, планинската спасителна служба Охрид представува еден вид симбиоза помеѓу алпинистичкиот клуб Патагонија и Црвен крст Охрид. Црвен крст Охрид е организација која несебично долго време обезбедува логистика, дури пред, да кажеме, овој период на проекти кои што ги реализиравме, кога навистина немавме апсолутно никаква логистика за да делуваме. Црвен крст беше тој кој што правеше максимални напори и ден денес Црвен крст е организација која ја обезбедува целокупната логистика, значи целокупниот овој простор во кој што се наоѓаме и слично. Така што тоа е еден модел кој функционира во Германија, функционира во Бугарија, зошто не би функционирал и во Македонија. Значи 16 имате планински спасители. Последно, неодамна на проектот, имате ли доволно, Антонио, техничка опрема? Знаеме дека во неколку наврати се опремувавте. Со што се располагате и дали имате доволно опрема? Во овој момент, не само во рамки на нашава држава, туку во овој момент, би рекол и многу пошироко, во балкански рамки, нашата планинска спасителна служба представува раритет, бидејќи ние во моментов сме опремени со комплетна опрема за пред се за безбедност на спасувачите кои делуваат на терен, но и за интервенција во било какви комплицирани теренски услови. Значи без разлика дали станува збор за вертикали, карпести, дали станува збор за пропасти, дали станува збор за летни или зимски услови, буквално сме опремени комплетно и целосно. И особена предност е нашиот едукативен и тренинг центар и оперативен центар кој што е сместен во еден софистициран мултифункционален објект кој што го изградивме особено за таа цел. И можам слободно да кажам дека имавме посета од инструктори од Шамони, кои што се дел од тамошните професионални служби за спасување. Имавме посета од спасителите од Словенија, од Германија и буквално сите на еден начин завидуваат на она што го имаме реализирано овде, бидејќи иако се земји со повеќе децениска традиција во спасувањето, особено ете французите истакнаа дека тие имаат многу објекти, дека имаат многу искуство, опрема и слично, меѓутоа нивните објекти се стари, повеќе од по неколку децени и вака интегриран простор каде што имаме целокупен тренинг простор и оперативен центар е реткост и навистина и тие така буквално така се изразија дека и тие би посакувале да имаат такво нешто. Така што ова го зборувам не за да се пофалам, туку сакам чисто на јавноста да и доловиме дека во моментов сме единствени, тоа е дефинитивно, кој што обезбедуваме 24 часовна служба во еден регион во нашава држава, меѓутоа сме единствени и по квалитетот
и квантитетот на опремата која поседуваме и буквално можеме да се рамниме со поразвиените земји кои имаат и подолготрајна традиција на ова поле. Така, сами споменавте дека европските земји имаат децениско искуство пред нас. Вие сте, да речам, постоите, сами велите 18 години, но ова опремени сте последниве неколку години. Дали има некоја опрема која што ја планирате во следни проекти за да бидете рамо до рамо со европските колеги? За да бидеме рамо до рамо со високо професионалните служби од Европа, единствено недостасува воздушно спасување. Значи недостасува хеликоптер, но одма ќе кажам, немаме илузии дека ние ќе имаме и ќе поседуваме сопствен хеликоптер, значи тоа е нешто кое апсолутно со овој интензитет на работа и со ваков начин на финансирање кој што во моментов и апсолутно не е решен и дефиниран, ниту статусот на службата не е дефиниран во некакви законски рамки, е апсолутно апсурд. Но затоа ние имаме модел по кој што тоа може да функционира, бидејќи секогаш сметаме и на сите состаноци со релевантните институции потенцираме дека основниот проблем во Македонија е тоа што ние многу тешко комуницираме, многу тешко го најдуваме вистинскиот пат, правилниот пат за меѓусебна комуникација и координација помеѓу институциите, бидејќи имаме навистина за потребите на Македонија како држава, јас зборувам строго за планинското спасување, навистина имаме премногу ресурси, меѓутоа ресурсите се поделени, се диверзифицирани во различни институции, кои што меѓу себе тешко комуницираат и на крајот системот е нефункционален. Ние само со промена на меѓусебната комуникација, со промена на стандардните оперативни процедури, може да имаме многу лесно и воздухоплов, затоа што МВР и АРМА имаат навистина голем број на воздухоплови и само треба меѓусебна координација за да делуваме брзо, за да не се случи да треба по 5-6 часа па и повеќе да чекаме одобрение и наредба за воздухоплов да се дигне во одредена ситуација. Да, значи единствениот проблем е таа комуникација која што ја немате. Сами го начнавте додески прашањето околу одржливоста и статусот на планинската спасителна служба. Што тоа значи? Не се знае иднината затоа што треба финансиска поддршка од сите општини каде што делувате. Ви делувате во целиот овој регион. Ајде малку околу ова прашање. Да. Во моментов Планинската спасителна служба покрива 5 општини на територијата на Македонија, тоа се Охрид, Струга, како поголеми општини, Вевчани, Дебарца и Ресен, општини кои што територијално е логично да ги покриваме, бидејќи согласно препораките на ИКАР, при повик за спасување на планински терен, неопходно е помошта да стигне на лице место на несреќата за период од час и половина до 2. Значи, бидејќи секаде е комплицирано, пристигнувањето до место на несреќа оди делимично со теренски возила, па со пешачење и така натаму, значи треба да се транспортира голем дел и опрема за спасување, што значи тие се некои препораки по кои што треба да се делува. Логиката налага да можеме ние да ги покриваме овие општини. Бидејќи она што го создаваме во последните 3-4 години е финансирано од Европската Унија преку ИПА програмата за прекогранична соработка со Албанија, имаме обврска и односно си ја презедовме таа обврска да покриваме и делови од територијата на Република Албанија. Тоа се оние делови кои што кои гравитираат околу Охридското езеро, значи општините Поградец и општината Грамш која се наоѓа веднаш позади онај планински венец кој го гледаме од Охрид. Тоа се две општини на кои што има одредена логика да делуваме ние од овде, зашто работиме за интензивно и со поддршка од Европската Унија да изнајдеме начин за поедноставени гранични процедури, за да можеме да ги поминуваме лесно границата, значи во случај на несреќа да не треба да ги оние редовни царински гранични процедури да ги поминуваме. Сега, кога станува дел за финансирање, во момент јас морам да кажам, јавноста сигурно не е запознаена, бидејќи често доаѓаме на такви коментари. Луѓето мислат дека ова што го работиме, дека сме должни, сме обврзани и дека сме платени да го правиме тоа. Најодговорно тврдам дека ние сме обврзани да го правиме ова исклучиво на доброволен начин
и нашите спасители се исклучиво сите до еден кога работат спасителни операции, тоа го прават на волонтерска база и до овој момент ниту еден хонорар на спасителите не е исплатен. Сега ќе ме прашате, веројатно јавноста ќе се замисли како е можно. Можно е бидејќи идејата за формирање на планинската спасителна служба доаѓа уште од 2000-2002 година, кога самите ние како алпинисти ја почувствувавме опасноста од она со кое што ние се занимаваме и неможноста на општеството да помогне во случај на несреќа, бидејќи ние не сме ни имуни на несреќи. Од таа причина се обративме до Црвен крст Охрид, каде наидовме на големо разбирање да логистички го подкрепи целиот систем и заеднички формираме систем кој не само нас, туку ќе им помага на сите луѓе во неволја. Ние свесни за високиот степен на ризик кога луѓето се на планина, свесни за реалните опасности кои ги демнат, ние не можеме да останеме едноставно глуви или да не сме заинтересирани за безбедноста, бидејќи единствени кои што можат да помогнат во случај на планински несреќи се добро обучените алпинисти и планинари. Токму од таа причина ние го правиме ова. Кога сега ќе се навратам, точно е дека ние еден дел од нашите луѓе се професионално ангажирани, меѓутоа на проектите кои ги спроведуваме. Значи во моментов ние имаме вработено тројца од редот на спасителите се вработени во проектниот тим кој ги спроведува проектите, но нивната примарна работа е администрација на проектите, а не делувањето во спасителни операции. Особено не кога станува збор за викенди, после пладне, во ноќните часови, целокупната таа активност луѓето ја работат волонтерски. Тоа е едниот аспект и морам да кажам дека и тоа е една од најчестите светски пракси, особено во земји каде што бројот на несреќи е сличен како кај нас. Единствен пример на професионален ангажман 100%, односно сите припадници на спасителните служби се вработени, е Франција, особено во делот на Високи Алпи и делот околу Монблан, каде што и жандармеријата, и полицијата, и противпожарната служба имаат професионално ангажирани спасители на планина, но мора да земеме во предвид дека просечниот број на несреќи кои се случуваат таму годишно е некаде околу 700. Така што е огромна бројка и тоа е единствен пример. Во сите други земји службите се или целосно волонтерски или комбинација од професионален кадар кој се грижи за целокупната опрема и кондицијата на ресурсите, а останатиот дел, значи базичниот дел го сочинуваат волонтери. Кога ќе заврши тој проект, што ќе се случува? Како ќе се обезбедува одржливоста? Нели требаше овие 5 општини кои што ги покривате да даваат финансиска поддршка? Градоначалникот тоа го најави пред неколку месеци од Охрид дека ќе има таква ставка на Совет. Поддршка за планинската служба заради одржливост. Ние изработивме во рамки на претходниот проект кој заврши минатата година, односно во 2019 се извинувам, направивме посебна студија која ги дава одговори на организацијската поставеност согласно потребите на регионот и начините на финансирање. За потребите на студијата беше направена компаративна анализа, земена во предвид од останати примери, пракси во светот, односно се држевме поблиску до нас. Затоа беа земени како пример планинската спасителна служба во Бугарија, организацијата на Хрватската горско спасителна служба, Словенечката горско спасителна служба и службата во Франција, значи како еден професионален модел, и Топар е една од најјаките, можам да кажам слободно, иако е организирана на полупрофесионален принцип, служба во Европа и ги покрива Високите Татри помеѓу Полска и Словачка. Значи, овие модели беа анализирани, беа целокупните нивни статистики земени во предвид, законските регулативи во овие земји беа земени во предвид, начинот на финансирање на овие служби беше исто така земен во предвид. Беше направен модел согласно реалните наши потреби
според она статистика која имаме во минатото и според оние очекувани предвидувања кои што ќе се случуваат во следниот 5-годишен период. Согласно студијата, како најдобар модел за финансирање се покажа и според она како е во другите земји, е дека секогаш спасувањето мора да се потпира на грбот на државата, односно институциите. Различните примери ни дадоа различен начин. Во некои земји, како например во Хрватска, службата е генерално финансирана од државата, затоа што тие таму имаат и закон за планинска спасителна служба, согласно кој закон тие се составен дел од цивилната заштита и државата издвојува годишен буџет кој го дава понатаму планинската, односно Хрватската горско спасителна служба ги дели финансиите по станици онаму каде што смета дека е неопходно. Во нашиот случај тоа не е возможно, бидејќи едноставно ние сме еден пример кој што е во моментов единствен. Ние во иднина планираме да работиме на унапредување на тој систем, воведување на други локални и регионални служби во другите региони, каде што во моментов за жал нема ефикасен систем за спасување, но моделот кој што е во применет пример во Полска, моделот кој што е применет во Словенија и Бугарија е еден од посоодветните, каде што се утврдува дека регионите, согласно нивните потреби, ги формираат службите, нормално и согласно нивните можности. Вие, ако сега да замислиме дека Охрид немаше алпинистички клуб, ако нема алпинисти, колку и да има интенција општината и регионот да формираат служба, едноставно е невозможно. Затоа што луѓето се основен, клучен фактор. Меѓутоа, ние имаме услови, службата е веќе формирана, благодарение на европските проекти создадовме навистина современи услови за работа и делување, кои што придонесуваат пред се за безбедноста на спасителите, но и за повредените и ефикасноста на нивното спасување, но останува делот за финансирање. Затоа во студијата е предвидено дека 5 општини од регионот треба да покриваат половина од годишниот буџет на планинската спасителна служба, 30% би требало да покрива државата, бидејќи и најверојатно преку Дирекцијата за заштита и спасување. Зошто? Бидејќи ресурсите на планинската спасителна служба може да бидат искористени во други региони кога ќе се случат некакви незгоди, катастрофи и слично. Бидејќи јас пак ќе кажам, Македонија е мала држава, само со добра координација ние можеме од Охрид со воздухоплов на Министерство за внатрешни работи да делуваме во Струмица за час и половина. Бидејќи 20 минути му треба на воздухопловот до Охрид и уште 40 минути до Струмица, генерално ние за час и половина би можеле да бидеме некаде во Струмица на терен. Што значи дека тие 30% од годишниот буџет би ги покривала државата и оние 20% кои остануваат, како што и секаде во светот, не заради неопходноста од истите, туку многу повеќе заради инволвирање на јавноста во целиот процес, се обезбедуваат преку донации, преку јавни кампањи и секако преку давање на услуги кои што службата може да ги наплати, а станува збор, например, ќе кажем, ние имаме таква пракса за обезбедување, например, на спортски манифестации, како што е Охрид Трейл, например, кој го обезбедуваме веќе 2 години, како што е Тур де Галичица, кој го организираат ресенчани, велосипедски маратон. Значи, овие манифестации кои ги обезбедуваме и присутни сме на терен додека тие се случуваат, за да делуваме брзо, нормално си ги покриваат трошоците за оваа активност. Што значи дека најголемиот терет е предвидено односно половина да падне на општините, а пресметано кажано во бројки, тоа изнесува 1 евро по глава на жител годишно општините треба да издвојат за да обезбедат целокупна безбедност за сопствените граѓани, но, што е многу важно, да обезбедат елементарни предуслови за развој на авантуристички туризам, кој е во нашиот регион и текако неопходен за да се зголеми обртот на средства, бидејќи една од основните стопански дејности, како што знаат сите, во нашиот регион е токму туризмот. Авантуристичкиот туризам дава можност за проширување на туристичката сезона. За авантуристички туризам, односно самиот авантуристички туризам не познава сезона, не познава лимитирани временски периоди, се случува во текот на целата година и е нешто кое што моментално во светот е во тренд.
Така, ми раскажавте како треба да биде, но каков е фидбекот од општините кои што ги покривате? Ги наброивме, кажавме, кои се, што велат тие, ќе издвојат ли пари? Декларативно општините кажаа дека ќе издвојат, бидејќи со исклучок на ресен, после неколкуте состаноци со градоначалниците сите потпишаа меморандуми за соработка, но за жал еве поминаа веќе 2 години од потпишувањето на меморандумите и она што требаше после меморандумите да продолжи, тоа е потпишување на конкретни договори за ангажман на планинската спасителна служба. Договорите ги нема, требаше од советите да донесат одлука за издвојување на средства, за да оваа пракса стане реалност. Исто така нема. Единствена општина која што покрена одредена иницијатива е општина Охрид, но еве и после подолг период конечен епилог и реализација на истото нема. Се очекуваме, искрено се надеваме дека процесот не е застанат поради неразбирање или нечувствување потреба, но и како што може и да видиме, станува збор за чисто политички меѓусебни политички недоразбирања помеѓу практикантите на власта, советниците. Има коментари кои што навистина за нас се неразбирливи, бидејќи ние ниту ги делиме луѓето по политичка, ниту по верска, ниту по било каква основа. Кога добиваме повеќе, едноставно излегуваме да интервенираме. Очекуваме дека желбата и декларативната поддршка од градоначалниците навистина за што побрзо ќе биде преточена во поддршка, бидејќи како што ви кажав, во моментот трошоците кои се генерираат навистина се огромни. Верувајте да ги одржувате, ние во моментов имаме 6 возила, имаме објект кој што е навистина скап за одржување, да не зборувам за опремата која редовно мора да се сервисира и да се обновува. Тоа се навистина големи трошоци, кои што доколку ние во моментов ги покриваме од проектите. Меѓутоа, проектите еден ден ќе завршат. Проектите се алатка за да ние дојдеме до современ центар. Меѓутоа, центарот по завршување на проектите не треба да го заклучиме и да биде затворен. Тој треба да функционира и да овозможува ефикасна услуга за граѓаните. Така. Се надеваме дека ова ќе се реши во скоро, еве и вие сами велите. Ајде малку додески да поразговараме околу тоа. Кажавте во просек во Франција таму има најмногу несреќи, 700 годишно. Каква е состојбата во нашиот регион? Колку несреќи просечно во година се случуваат? Ова е интересна тема, ние се обидуваме, иако морам да кажам и да признам дека не сме многу добри во водењето на прецизна статистика, меѓутоа се обидуваме да бидеме максимално прецизни, особено во оној дел кој што е интересен за нас и кој што ни ги одредува стратегијата и тактиката на делување. Во минатото, ако еве слободно кажам, пред едно 7-8 години, ако беше регистрирано, бележено дека имаше некаде околу 2 до 3 несреќи годишно, во последните 4-5 години е трендот на зголемување рапидно евидентен. Минатата и предминатата година имавме, значи предминатата 11, минатата година 12 интервенции, што укажува дека веќе бројот се приближува до една интервенција во просек месечно. Иако ние ги следиме по периоди и сезонски, во летниот период обично бројот на несреќи е поголем за разлика од зимскиот период. Имаме ние издвоено поради природата на несреќата, исто така правиме анализа зошто е тоа така. Исто така имаме анализа дека пример 70% од несреќите во кои што сме делувале биле на жители на општините, додека само 30% се темелат на странски државјани или луѓе кои не се жители на регионот, што укажува исто така на потребата и одговорноста општините да се вклучат, бидејќи најголем дел од повредените се жители во општините и тоа најчесто луѓе кои не се од рекреативна природа биле на планина, туку најчесто извршители на стопански дејности. Како, например, имаме тракторски несреќи на терен, имаме несреќи на дрвосечачи, имаме земјоделци, имаме луѓе кои собираат многу често шумски плодови, кои залутуваат, се изгубени и така.
Значи, тоа е локално население, за кое што општините директно имаат одговорност. И оние 30% тоа се туристи, и во оваа категорија најчесто тие се практиканти на некои спортски рекреативни активности, најчесто се параглайдинг активности, велосипедски активности по несреќи и по повреди, и на трето место се планинари кои најчесто залутуваат. Значи не станува збор за повреди, но залутани, изгубени луѓе кои едноставно не може да се вратат на појдената точка. Што значи дека статистиката укажува на тоа дека од година во година бројот на несреќи расте рапидно. Оваа година како пример, ние досега се уште не е крај на февруари, а имаме регистрирано веќе 4 сериозни интервенции и 6-7 асистенции, претежно поради затворениот пат на Галичица. Таму е најголем дел од интервенциите, од асистенциите, каде што имаме повици да асистираме на заглавено возило. Едноставно тоа во основа и не е работа на планинска спасителна служба, но во услови кога сме свесни дека нема кој друг да го направи тоа, дека таму сепак се заглавени луѓе кои можеби ќе треба цела ноќ да останат во своето возило, немаме друг избор освен да асистираме. Така што рапидно се зголемува бројот. И една друга многу интересен податок е тој што забележуваме особено во Струшкиот регион, меѓутоа и во останатите региони на Дебарца и на руралните средини од Охрид, забележуваме дека имаме информации за случајни несреќи кои што не алармирале никого, и локалното население се организирало сами со трактори, со превозни средства, джипови, како што можеле да сами на себе си помогнат, што од една страна го одолжува времето на интервенција, од друга страна нестручниот пристап, немањето соодветна опрема за имобилизација и транспорт на повреден во планински услови може далеку да му ја усложнат ситуацијата и да го загрозат дополнително животот. И не само на повредениот, туку и на оние кои што се вклучуваат нестручно во давањето на помош. Така што сметаме дека е неопходно и дека бројот на несреќи реално е многу поголем, но оние кои што доаѓаат до нас се овие кои ги кажувам. Можеби на јавност и ќе звучат бројките мали, но секогаш сакам да потсетам, ова го кажав еднаш и на седница на Совет во општина Охрид кога бевме, еден човечки живот буквално ги засенува сите средства кои се неопходни за непречено делување на планинската спасителна служба. Само еден живот ако успееме да спасиме, да не зборуваме за десетици кои се случуваат годишно. Така. Сакав, Антонио, да ве прашам вака да ни раскажете која е најголемата несреќа во која што сте интервенирале и да ни кажете која ви што ви оставила, да кажам, впечаток и ја паметите најмногу вие? Има многу, значи јас лично сум учествувал во најголем дел од интервенциите, и можам да кажам не на сите, но секако на најголемиот дел. Секогаш најголем впечаток оставаат оние интервенции кога знаете дека дека нужноста од вашето интервенирање е буквално одлука помеѓу живот и смрт. Инаку сме имали интервенции кои траеле и по неколку денови, каде што за жал сме излекувале починати лица од тешко пристапен терен. Условите за работа во тие акции се навистина многу тешки, многу напорни, неколку денови со многу малку спиење, со многу малку храна, навистина еден голем физички напор, меѓутоа сепак најголем впечаток оставаат оние несреќи кога знаете дека пресудно е вашата квалитетна интервенција и брзина за да спасите некој живот. Имало доста повреди, не би сакал да издвојувам ниедна, но навистина ќе се сеќавам една во 2009 година имавме интервенција каде што за среќа на околностите, тогаш бидејќи не бевме служба, немавме објавено дежурство, немавме 24 часовна покриеност, граничната полиција за среќа се обрати до нас на Струшка Јабланица, значи некаде на 2000 метри во јануари месец, ловец се подлизнал, скршил под коленица и само заради скршена под коленица можеше да биде изгубен човечки живот, бидејќи температурата беше -12 и доколку ние не стигневме во наредните 2 часа,
дефинитивно сме убедени дека човекот ќе погинеше од хипотермија. Тоа е нешто кое што на вистина ни е водилка си во овие години, таа интервенција, бидејќи со самото пристигнување, соодветна имобилизација, соодветна опрема за згрижување и со малку топли напитоци, ние успеавме да го спасиме животот. Понатаму транспортот траеше како што траеше, но ние веќе го обезбедивме човекот да не подлегне на посериозни последици само заради студот. Да, интересни случаи кои што ги паметите и вечно ќе ги паметите, нема цена човечките животи кои што се спасуваат и навистина има голем број несреќи. Ова малце што го споменавте дека во Струшко сами си помагаат или во Дебарца по руралните средини, дали тоа значи, Антонио, дека тие можеби не се добро запознаени, дека имате бесплатен телефон, дека имате 24 часовно дежурство, што тоа ви покажува? Сигурно и не само тоа, туку и фактот дека најголем дел од повиците кои ги добиваме ние во нашиот оперативен центар доаѓаат или преку СВР или преку итната медицинска помош. Исто така укажува дека граѓаните не се добро запознаени, затоа ние подготвуваме посебни кампањи, редовно сме присутни, поставуваме специјални таблички со информации за постоењето на планинската спасителна служба, особено онаму каде што е фреквентно движењето на локално население и туристи на планините. Но ете, и покрај се, јас мислам дека е не само неинформираноста, туку и довербата во системот малку е отсутна кај граѓаните, бидејќи не се навикнати и не веруваат дека може да во овие услови, во овие општествени околности во кои што живееме и согласно претходната пракса која ја имаат самите, дека не се навикнати дека ефикасна служба ќе пристигне брзо и дека ќе им биде укажана помош на соодветен начин како што е секаде во развиениот свет. Еве, ова е еден начин преку вашиот медиум, преку останатите медиуми да укажеме на тоа. Значи, слободно граѓаните може да се обратат. 13112 е нашиот краток број за повици. Ние располагаме и со современ систем, имаме мобилна апликација која што директно преку апликацијата може да го алармира нашиот оперативен центар, може бесплатно да си ја спуштат. Дури имаме SMS систем за лоцирање кој навистина многу ни помага кога ќе бидат изгубени, залутани луѓето, едноставно се јавуваат, но не може да кажат каде се наоѓаат, бидејќи ако знаат и самите ќе се ориентират, но преку тој брз SMS систем за лоцирање ние успеваме да ги лоцираме и понатаму да ги евакуираме од просторот во кој што се наоѓаат. За крај, Антонио, која е вашата порака до граѓаните покрај тоа што во секое време може да ви се обратат за помош? Која е вашата порака зима, доаѓа сега пролет, како да се однесуваат на планина, една порака до граѓаните од вас? За жал, тоа е веројатно дел од целокупниот образовен процес, недостасува во она што е нормално евидентно и недостасува во голема мера култура на движење во природа и на планина, што значи дека јас секогаш апелирам и почнувам од таму, дека најголемиот непријател на луѓето на планина се самите тие и нивната неподготвеност. Луѓето треба да бидат пред се добро едуцирани, да бидат соодветно опремени на условите кои владеат на планината, да ги почитуваат сите правила на природата и на планината, како и сообраќајните правила, бидејќи неретко интервенирам и во сообраќајни несреќи, значи да ги почитуваат правилата кои што постојат за да луѓето бидат безбедни. Понатаму се е само брзина на интервенцијата која што веќе не зависи од нив и секако да, ако имаат било каков проблем, да се обратат. Не мора да е директно до ПСС, инаку би било добро бидејќи го скратува времето, но како и да е, имаме одлична соработка со СВР, со итната медицинска помош, Центарот за управување со кризи, можат да се јават на познатите телефонски броеви и едноставно да се чувствуваат безбедно кога се движат на планина. Јас пропуштив едно прашање кое што исто многу ме интересираше. Сега кога наврна големите снежни врнежи, особено во Струшко, таму Малесија, Долни Дримкол, дали имавте повици за помош? Затоа што пред неколку години кога беше големото невреме, вие таму интервениравте, носевте лекарства, па и евакуиравте жители. Само околу тоа уште наков, ако може.
Многу интересно дека ние за прв пат годинава преку проектот кој го спроведуваме во моментот, кој се вика Нови можности за безбеден зимски авантуристички туризам, обезбедивме целокупна опрема за безбедност на нашите спасители, значи од опрема за лесен пристап, опрема за лавинска безбедност, комплетна зимска опрема и обезбедивме две специализирани возила, АТВ кои со гасеници можат буквално да стигнат секаде, но за среќа не ги искористивме практично оваа зима, особено последните снежни врништи, бидејќи метеоролошките услови беа такви да снегот имаше структура која лесно можеше да се исчисти, да се едноставно да се пробие. Поради тоа граѓаните не останаа. Исто така не создаде овој вид на снег кој наврна не создаде проблеми со електричното снабдување, значи не беше влажен, не ги попречи овие услови, така што граѓаните си останаа безбедни во сопствените домови, имаа струја. Патиштата за брзо време беа расчистени, што значи дека беше така, би рекол една среќна околност, но ете, за среќа немаше повици. Ние навистина се радуваме на целокупната опрема. Најголемиот мотив за сите овие волонтери кои несебично се вложуваат е чувството дека некој се грижи за нивната безбедност и им обезбедува врвна и квалитетна опрема за да тие бидат безбедни и да можат да делуваат. Тоа уште повеќе дава мотив да се вложувате, но сакаме да остане само на тоа, сакаме да остане све на тренажни активности, на вежби, да не страда никој и да немаме потреба од интервенции. Ви благодарам, Додевски, многу за издвоеното време. Ви посакувам многу успеси, сам кажавте да нема многу несреќи, но ви посакувам успеси во однос на одржливоста на вашата служба. Се надеваме дека државата и општините ќе имаат слух колку сте едноставно важни. Да, јас ви благодарам на поканата, ги поздравам сите граѓани и особено сакам да се заблагодарам на Европската делегација во Скопје која навистина ги препозна нашата интенција и неопходно за формирање на ваков систем, силно го поддржува и дури можеме и слободно да кажам на граѓаните, издвоени сме како пример за успешна приказна со која Европската делегација во Скопје едноставно се презентира пред останатите институции во Брисел. Така што навистина една голема благодарност за нив, без нив ова се што го имаме денес ќе беше само една голема желба и визија на група луѓе. Се надеваме дека ќе имате и понатамошни успеси. Благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието. Чувајте се, останете во добро здравје, се гледаме повторно во следната емисија Прашалник.